На почетокот на овој дневник, успешна полициска акција. Кривична пријава и притвор за 36 годишен штипјанец, кај кого полицијата при претрез во домот открила и запленила марихуана, хероин, кокаин и таблети екстази. Дилерот имал намера дрогата да ја продаде и добро да заработи. Запленета поголема пратка на дрога во домот на 36 годишен штипјанец ја набавил на почетокот на месецот од непознато лице во Скопје. По неколку дена при претрез во неговиот дом, полицијата пронашла марихуана, хероин, кокаин и екстази. На 17 ноември годинава, по предходно добиена наредба од Основен суд Штип, од страна на полициски службеници, извршен е претрез во домот во кој пријавениот привремено престојувал во Штип. Наркодилерот од Штип имал намера дрогата да ја продаде на пазарот, но да ја употреби и дозволил и на девојката со која живеел во изнајмениот стан. Пријавениот во домот во Штип, во кој што привремено престојувале со неговата девојка, и на истата и овозможил да ужива наркотична дрога хероин. 36 годишниот штипјанец од денеска е со кривична пријава од полицијата, а истражен судија му одреди мерка притвор од 30 дена. Од порано е бил познат на полицијата, но не и за дела поврзани со дрога. Осоговската шума се гуши во Боров Четник. Во однос на изминатиот период, сега македонците разумно ги користат антибиотиците. Сепак, апелира здравствената фела, лековите може да се заменат и со чаеви, овошје, со здрава исхрана, но секако и со позитивна мисла. Националната кампања за рационално користење на антибиотици почна да ги дава очекуваните резултати. Истражувањата покажуваат дека сега се користат 2 пати помалку антибиотици за разлика од пред 4 години. Денеска се користат пола од тога што се користеле. Ги плаќаме последиците на нерационално користење претходните години. Иако и сега може уште да се намали уште за пола. Тоа би било идеално. Мислам да сега се... Значи, рачунајте дека се препишувале антибиотици 4 пати повеќе од колку што е потребно. Денеска може да кажеме грубо дека се препишуваат пола повеќе од колку што е потребно. Со антибиотици се лекуваат бактериски инфекции, но не и настинките и грипот. Статистиките покажуваат дека децата се најчестите корисници на нив. Најчесто педиатрите ги припишуваат антибиотиците поради притисокот кој го имаат од страна на родителите. Но сепак потребно е поголема достапност до лабораториските услуги, потенцира професор Пановски. Настинките пред се, вирусните инфекции праѓаат сами, треба трпение. Детето може да кашла и 10 дена, ќе кашла и со антибиотик и без антибиотик како е вирусна инфекција. Меѓутоа, главно акцент што треба да се стави поголема достапност до лабораториските услуги. Тоа е проблем кај една земја која е релативно не е толку богата како западните земји, да речеме овој С-реактивен протеин кој се уште го плаќаат джеп пациентите, многу помага во тоа дали треба да се даде антибиотик. Македонците на сопствена рака користат антибиотици, а најчесто се користат за акутно-респираторни инфекции, кои може да бидат излечени и без антибиотици. Одиме со другите актуалности. Амбасадорот на Франција денес во работна посета на Штип оствари средба со штипскиот градоначалник и со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев. Очекува се работка во делот на образованието и на стопанството. Искрено се надевам дека изборите на 11 декември ќе поминат добро за конечно да ја затвориме страницата на политичките потешкоти и забрзано да целиме кон Европската унија, затоа што ние Македонија ја очекуваме во Европската унија, изјави денеска амбасадорот на Франција во Република Македонија Кристијан Тимониер при денешната работна посета во кабинетот на градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Прашан каква кампања очекува од страна на политичките партии од 21 ноември, Тимониер забележа дека македонските политичари тоа треба да го кажат. Ça, c'est entre les mains des Macédoniens et ce sont les plaisirs de la démocratie. Затоа што сепак изборите секогаш носат за сите огромни демократски задоволства, само ќе истакнам дека Државната изборна комисија навистина направи огромен напредок во организирањето на изборите и најважно е сепак изборите да бидат слободни, фери, признаени од сите оние кои што учествуваат во изборниот процес и ќе кажам само дека навистина на македонците им останува да одлучуваат за својата иднина.
Амбасадорот на Франција денеска со штипскиот граначалник разговараа за соработка во делот на образованието, односно за изучување на францускиот јазик во основните и средни училишта. Првичната идеја е да францускиот јазик кој беше застапен во една поранешна држава поголема како основен еден од основните јазици кои го учат нашите ученици, повторно да го ведеме во основното образование. Услови за тоа има. Мислам дека со ведувањето на францускиот јазик децата ќе ја запознат и Франција, бидејќи францускиот јазик по напуштањето на Велика Британија преку Брекзит, така се викаше, напуштањето на Велика Британија од Европската унија можеби ќе стане и официјален јазик на Европската унија. Францускиот амбасадор денеска оствари средба и со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев, на која што разговараа за соработка со универзитетите од Франција и со други институции. Et nous avons parlé de plusieurs domaines d'excellence en particulier. Изборувавме за неколку области каде што на вистина Франција е најнапредната, тоа е земјоделието и уметноста, и на вистина сме спремни да пречекаме македонски студенти, но и ние да го донесеме нашето знаење овде. Францускиот амбасадор вели дека на средбата е разговарано и за вклучување на францускиот јазик во рамките на факултетите на Штипскиот универзитет, а исто така и за соработка во делот на земјоделието и уметноста, кој во Франција се едни од најразвиените сектори. Додека пак амбасадорката на Египет денес го посети Штипскиот универзитет Гоце Делчев, целта на посетата е поголема соработка со медицинскиот факултет од Штип, кој има стручен високообразовен кадар. Во насока на зајакнување на меѓународната компетитивност на универзитетот и во неговата соработка денеска е присутна амбасадорката на Египет во нашиот универзитет и ќе поразговараме во поглед на идните соработки што може да се воспостават во различни полиња, да кажеме, на универзитетот, како што кажа амбасадорката во делот на медицината и во некои други, да кажеме, универзитетски подрачја кои се важни за соработката. Ние имаме традиција на соработка со Египет и мислиме дека е тоа добра прилика да и понатаму продолжиме оваа соработка со земјите од Блискиот Исток и мислам дека Египет е права дестинација за таа работа. Продолжуваме понатаму со вестите. Првите 4 места на гласачкото ливче се за политичката четворка. ВМРО ДПМН ќе биде прва, ДПА втора, ДУИ трета и СД сама четврта на избирачкото ливче. Натаму на 5-то место следува коалицијата за промени и правда. На 6-то место е ПДП, 7-то место е за Алијансата за албанците, на 8-то место е Либералната партија, на 9-то место коалицијата ВМРО за Македонија, на 10-то место е Движењето БЕС и на 11-то место е партијата Левица. Со следниот материјал одиме во Пробиштип. Подпишан договорот за изградба на секундарен плоштад и реконструкција на улицата 11 октомври. Средствата за реализација на овој проект се грант од фондовите на Европската унија. Во Пробиштип почнува реконструкцијата на улицата 11 октомври и изградба на нов секундарен плоштад. Градоначалникот Тони Тоневски денеска подпиша договор со компанијата Урбан Инвест за реализација на овие два проекти. Средствата се обезбедени од фондовите на Европската унија преку ИПА програмата, а се реализира преку канцеларијата на Светска банка. Грантот изнесува 260.000 евра. Останатата разлика од 800.000 денари ќе се реализира преку буџетот на општината. Улицата 11 октомври ќе добие нов асфалт, а ќе се изградат нови тротоари и улично осветлување. Другиот дел од овој проект е изградба на нов секундарен плоштад кој што се надоврзува на примарниот плоштад. Овој проект опфаќа поставување на павер елементи во вкупна површина од околу 2300 квадратни метри. На еден дел на околу 660 метри квадратни ќе биде одреден за паркирање на возила во централното градско подрачје. На останатиот дел ќе биде изградена нова фонтана, жардинјери, поставување на урбана опрема. На новиот плоштад ќе се изгради мала амфитеатар и ќе се постави улично осветлување. Тоневски забележа дека рокот на изведба е 6 месеца за двата проекти, кои се наоѓаат во централното градско подрачје на Пробиштип. Денес во Чешиново почна да се жнее првото бело злато произведено од системот капка по капка. Првото опитно поле се очекува да даде одлични резултати. Високиот принос и заштедата на вода се само дел од предностите на системот капка по капка.
Оризопроизводителот Јордан Чолевков гјурна табуата и докажа дека оризот може да се произведува и на неконвенционален начин. Денес во кочанското село Чешиново започна да се жнее првото бело злато, произведено со системот капка по капка. Ние сакавме да покажеме некои нови начини на производство на ориз, кои што се кои што се користат во развиеното производство на ориз во светот. Површината на која што засадевме ориз капка по капка е 4,5 декари. Се засади сортата Ониче. Првото опитно поле се очекува да даде одлични резултати. Високиот приноси за штедата на вода се само дел од предностите на овој систем. При самата употреба на системот капка по капка штедиме големи количини на вода, поготово производството на ориз. Тука е и аплицирањето на ѓубрива, каде што немаме никакви загуби, целокупното ѓубриво одеше преку системот капка по капка. Немавме испирања нити на препаратите за заштита, нити на ѓубривата кои што се аплицираа на нивата. Имаме голема заштита и добра борба против плевелите. При крај овогодинешната жетва на ориз во Кочанскиот регион. Иако се очекуваше богата реколта, оризопроизводителите, посебно оние кои нивите си ги посеа со турски сорти, се жалат на количините, но и на квалитетот. Од догодина децидни дека повторно се враќаат на старите, веќе испробани сорти. Боровиот четник и натаму ја уништува шумата низ осоговијата. Иако беше најавено авионско прскање, тоа не се случи. Најверојатно ваква акција ќе се спроведе до година. Боровата шума во Кочанскиот дел од осоговијата продолжува да биде мета на боровиот четник и оваа есен. Штетникот немилосредно ја суши шумата напагајќи ги зелените борови и иглички. Повеќе пати досега. Мониторинг на состојбата со ширењето на боровиот четник од страна на надлежните институции имаше, но од најавеното авионско прскање за санирање на проблемот се уште нема ништо. Иако од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најавуваа дека ќе се спроведе акција за авионско третирање на боровиот четник, објаснувањето е пари се уште не се обезбедени за прскање во Кочанскиот и другите региони каде што се појавил боровиот четник. Според планот на Министерството, средства за спроведување на авионско прскање треба да се обезбедат и од други фондови. За сега се уште не е договорено кога ќе се врши авионското прскање, но најверојатно ваква акција ќе има следната година. Пред неколку години се реализираше авионско третирање на боровиот четник и состојбата во источниот регион беше нормализирана. Боровиот четник може исто така да се уништува и со механичко чистење, но таква акција е ефективна за помала површина на шумата, каде штетникот е присутен во почетна фаза. Инаку, за сега боров четник во осоговијата има на околу 300 хектари, а штетникот екзистира од 500 до 900 метри надморска височина. Се одбележува неделата за грижа на стари лица. Црвениот крст организираше акција за бесплатно мерење на крвниот притисок и шекерот во крвта за пензионерите во населбата Баби, а учениците од Основното училиште Славејко Арсов поделија пакети со здрава храна. Бесплатно мерење на притисокот и шекерот во крвта по повод неделата за грижа на старите лица организираше Црвениот крст на град Штип. Акцијата се спроведе во Основното училиште Славејко Арсов во населбата Баби, а одзивот кај пензионерите беше голем. Провериме се уред. Добре ли се? Шекерче и притисок. Виж, стари луѓе ние не може да одиме за лади и добро е вака, многу добро е да речем. Шекерот беше 5,5, сега ми го кажаа 7, ма питааме јадели, викам 3 пати ја доцаваде. Многу сме благодарни, многу сме благодарни. Денеска пензионерите во поголем број немаа покачен притисок или шекер, покажаа резултатите. Оние кои додаа за мерење на крвен притисок, нема некои големи осцилации во дали е повисок или понизок, бидејќи повеќе примаат хронична терапија за притисок. Оние за шекерот исто така немаше големи отстапки, имаше многу што доаѓа со веќе доручкувани, значи и затоа немаше некои големи отстапки дали е нормален или е покачен. Најмладите ги потсетија пензионерите дека за добро здравје треба и здраво да се хранат.
Од иницијатива на учениците од екоодборот на нашето училиште се даде идеја да се дава здрава храна на денешните присутни со тоа што се доделуваше различни видови на здрава храна. Со овој проект учениците во основното училиште Славојко Арсов покажаа дека се грижат за старите лица. Денес покажавме дека се грижиме за старите лица. Општинската организација на Црвен крст организираше бесплатно мерење на крвен притисок и шеќер во крвта, а основното училиште Славојко Арсов подготви здрава храна, пакетчиња со овошје на старите лица под мотото од децата за старите лица. Црвениот крст и со други активности ќе одбележи неделата за грижа на старите и изнемоштени лица. Во текот на неделата ќе бидат посетени 20 на стари изнемоштени лица, каде што ќе им бидат доделени пакети со храна и хигиенски средства, како и ќе им биде пружена здравствена помош. Оваа година неделата за грижа на стари лица се одбележува под мотото "Важни сте за нас". Пожар пеплоса печатница во Свети Николе. Огнот избувнал околу 5 часот утрово и цели 3 часа пожарникарите од Свети Николската единица се бореле со огнената стихија, пошто пожарот бил локализиран. Излеговме со 2 возила и 11 пожарникари на терен, рече командирот на Свети Николската единица Зоран Трајчев. Пожарот причинил поголема материјална штета, но според првичните проценки на надлежните, најверојатно неисправната електрична инсталација е причината за пожарот во печатницата лоцирана во Домот на културата во Свети Николе. Во интервенцијата полесно е повреден еден од пожарникарите. Годинава во Свети Николе се случија неколку поголеми пожари. Изгореа млекарница, работилница и куќа во градот. Со следниот прилог ве водиме на градскиот пазар во Штип. Денеска цените повисоки во споредба со претходниот петок, а штипјани денес најмногу си купуваа праз и зелка. На градскиот пазар во Штип убавото време овозможи да биде раздвижено во текот на целиот ден. Пазарџиите задоволни од прометот, велат штипјани се добри потрошувачи. Пазаруваат за цела седмица. Граво е 100, уризо е 60, кикиритката 150, либлибија 200. Зелка 15 денари кило, морков 30, краставичка 35. 30 денари, тиквичките 50 на парче. Во овој период јужното овошје барано на градскиот пазар, цените пристапни. Мандарината 50 динара, лимончето 60, бананата е екстра убава 50 динара, портокалчето е 60, кивата убава е 50 динара. За здрава храна интерес секогаш има. Блитвата 20 денари, Макдоналдсот 15 денари, броколта 100 денари кило. Сепак најмногу денес на градскиот пазар во Штип се продаваа прас и зелка, граѓаните се подготвуваат за зимскиот период. И на крајот спорт. Утре, сабота, на програмата ќе бидат надпреварите од третото коло на одбојкарските лиги на Македонија. Машката екипа на УГД Студент ќе биде домакин во Штип, а женската екипа ќе гостува во Скопје. По 2 одиграни кола со максимален ефект од 2 победи, девојките на УГД Студент ги очекува може тешко гостување во Скопје. Екипата на Јанта Волеј е доволно респектабилна за голем предизвик и мотив плюс штипските одбојкарки да го дадат својот максимум и да извлечат поволен резултат. Затоа имаат можности, имаат сили и што е важно имаат квалитет кој се потврдил во досегашниот тек од првенството. Момците пак на УГД Студент по 2 одиграни кола се со половичен успех, по 1 победа и пораз и во ова коло ќе бидат домакини. Надпреварот УГД Студент Провиштип ќе представува еден вид дерби на истокот помеѓу две екипи кои се респектираат, почитуваат и се со долгогодишна традиција, така да резултатот ќе биде до крај неизвесен. Одбојкарскиот меч УГД Студент Провиштип ќе се одигра во сабота во салата Јордан Мијалков со почеток во 16 часот. И вечерва посакуваме победа за нашите одбојкари и одбојкарки и овде практично го заокружуваме петочното издание на информативната програма. Благодарност за вниманието, имајте убава вечер, пријатен викенд и бидете јутре со вестите во редовните термини. Довидување.